Инаку веќе и во оваа емисија уште еднаш ги констатиравме разликите кои што постојат внатре во грчката владеачка коалиција. Од една страна е Сириза, на премиерот Ципрас, која што продолжува отворено да се залага за решение со сложено име, како што велат, за севкупна употреба. И од друга страна е помалиот партнер во таа коалиција, партијата АНЕЛ или Независни Грци на министерот за одбрана Каменос, кој што отворено се против сложено име со терминот Македонија. Може ли ова да го доведе во прашање евентуалното одобрување на договорот што би бил постигнат за прашањето за името во грчкиот парламент? Станува збор за бројки. Еве го моменталниот распоред. Сириза на Ципрас има 145 места во парламентот кој што брои 300 пратеници. 9 пратеници дополнителни за минималното мнозинство од 151 му ги обезбедуваат Независни Грци на Панос Каменос. Што значи дека ако тие излезат евентуално од коалицијата, дека математички не може да соберат 151 глас за да го протнат договорот. Или не мора да излезат, може и да не гласаат само за ова решение. Сириза има само 145 сама, што е недоволно за мнозинство. За мнозинство. Друга страна имаме најголемата опозицијска партија, десничарската Нова демократија, која се уште нема заземено многу јасен став. Има тука конфликт помеѓу така нареченото либерално и конзервативно крило. Тие контролираат 70 на пратеници. Може би позицијата на Нова демократија е најинтересна, бидејќи тоа е партијата која што во 2007 и 2008 отворено се залагаше и го застапуваше она за што сега зборува Ципрас, но таа партија е внатрешно поделена меѓу, како што велиш ти, едно прогресивно крило кое што нема проблем со ова за што се залага Ципрас, но и едно порадикално крило кое што отворено е против, и како што рече представникот на тоа крило, подпредседателот на партијата внедела дури и ќе учествува на тој протест. Па каде се гледа сега евентуалната шанса да се надополнат гласовите кои што би фалеле на Сириза во парламентот? Има ли таков контингент на гласови? Има, тоа е еден ново формиран, да го наречеме, субјект, тоа е така нареченото движење за промени, кое што во моментот има околу 26 пратеници. Станува збор за некогаш моќниот ПАСОК, остатоци од ПАСОК и исто така движењето Потами, река на новинарот Теодоракис. Тие контролираат, имаат 26 пратеници, што би можело исто така да бидат дел од нив да гласаат за можното решение. Исто така не треба да се исклучат и некои елементи од комунистичката партија, која што чинам дека има 15 членови, 15 пратеници во грчкиот парламент. Да, ова се бројките.